За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите за предјадење ќофтиња од црн дроб, како главно јадење полнети кременадли со лешници, за десерт маргаритки. Гурмани, на 1 април излегува новиот тематски број на списанието Храна и вино Великденска трпеза. Голем избор на предјадења, главни јадења за сечи вкус, надополнети со неизбежното јагнешко и неодоливи десерти. Врвни специјалитети за повесели и посреќни моменти со вашите најблиски во тематскиот број на списанието Храна и вино Великденска трпеза. Излегува на 1 април. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите ќофтиња од црн дроб. Го ставаме црниот дроб на даската за сечење и му ја отстрануваме мембраната. Потоа црниот дроб многу ситно го сечкаме. Главицата кромит ситно ја сечкаме. На покрупната страна од рендето го рендаме компирот. Изренданиот компир многу ситно го сечкаме. И макдоносот ситно го сечкаме. Во поголем длабок сад ги ставаме црниот дроб, макдоносот, кромидот, компирот и 2 лажици зачин. Наросуваме мелен црн пипер. Посолуваме. Јајцата ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Жолчките ги додаваме во садот со црниот дроб. Ја мешаме смесата со лажица додека состојките не се соединат. Белките ги матиме со миксер. И изматените белки ги додаваме во садот со црниот дроб. Во садот додаваме 5 до 6 лажици лебни трошки. Мешаме со лажица. Во тава за пржење на оган ставаме поголема количина масло да се загрее. Земаме по 1,5 лажица од смесата од длабокиот сад и формираме ќофтиња. Ќофтињата ги валкаме во лебни трошки и ги редиме на чинија. Потоа ќофтињата ги пржиме во тавата со загреано масло.
Испржените ќофтиња добро ги цедиме во тавата и ги ставаме на чинија обложена со хартија, за да ја впие непотребната мрснотија. Шампиньоните ги сечкаме на поголеми парчиња. Во тава за пржење на оган ставаме масло да се загрее. На загреаното масло ги ставаме и сечканите шампиньони да се пржат. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Во тавата го додаваме и коњакот. Ја протресуваме тавата и ги фламбираме шампиньоните. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови зелена салата. На чинијата скалесто и во круг ги редиме ќофтињата од црн дроб. Откако течноста ќе испари, ја тргаме тавата со шампиньоните од оган. Испржените шампиньони ги ставаме на средината на чинијата за сервирање. Еден лимон го сечкаме на кришки. Со кришките лимон помеѓу ќофтињата и гранче француски Макдонос врз шампиньоните ги декорираме ќофтињата од црн дроб. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што излегува на 1 април. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло, со рубин црвена боја и арома на презреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Подгответе смеса од исечканиот црн дроб, кромидот и макдоносот, изренданиот компир, зачини, жолчки и изматени белки. Формирајте ќофтиња, свалкајте ги во лебни трошки и испржете ги. Шампиньоните исечкајте ги на поголеми парчиња. Испржете ги и зачинете. Фламбирајте ги со коњакот, сервирајте со ќофтињата и декорирајте. Добар апетит! За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите полнети кременадли со лешници. Рецептот го започнуваме со тоа што ситно ги сечкаме шампиньоните. Исечканите шампиньони ги ставаме во поголем длабок сад. На работната маса ги толчиме лешниците. Истолчените лешници ги додаваме во садот. Додаваме половина лажица чили. Јајцата ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Жолчките ги додаваме во длабокиот сад. Ја мешаме смесата со лажица. Во тенчере со зовриена вода на оган ја ставаме коцката да се вари супа. Кременадлите ги засекуваме, правејќи им џеб за полнење. Кременадлите ги посолуваме и ги наросуваме со мелен црн пипер и од внатрешната и од надворешната страна. Со претходно подготвениот фил ги полниме кременадлите. Ги зацврстуваме со чепкалки. Во тава за пржење на оган ставаме масло да се загрее. На загреаното масло ги ставаме да се пржат полнетите кременадли со лешници. Испржените полнети кременадли ги вадиме од тавата и ги ставаме на чинија. Во преостанатата мрснотија во тавата додаваме од супата од коцка. Ја додаваме и павлаката. Мешаме со жица за матење. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови зелена салата. На чинијата ги сервираме претходно сварениот ориз, моркови и брокели. Потоа на чинијата ги редиме кременадлите полнети со лешници. Со црпалка прелеваме со сосот од тавата. Украсуваме со шери домати.
Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што излегува на 1 април. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Вранец со темно рубин црвена боја и арома на суви сливи, капини и рибизли. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Измешате фило од исечкани шампиньони, истолчени лешници, чили и жолчки. На кременадлите направете им джебови. Зачинете ги и наполнете ги со фил. Зацврстете со чепкалки. Испржете ги. Ставете ги на чинија. Во тавата на оган додадете супа од коцка и павлак. Сварете сос. Сервирајте ги кременадлите на чинија со ориз, моркови и прокењ. Прелите со сосот и украсете. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите маргаритки. Во сад за матење прво го ставаме путерот. Го додаваме шеќерот во прав и јајцето. Матиме со миксер додека путерот не стане пенест. Потоа со сукалка ги дробиме бисквитите. Издробените бисквити ги додаваме во садот за матење. Мешаме со лажица додека добиеме еднолична смеса. Во поголем длабок сад врз тенџере со зовриена вода ја ставаме белата чоколадо да се топи на пареа. Во садот додаваме масло за јадење за чоколадото да добие сјај. Потоа садот со растопеното чоколадо го вадиме од тенџерето. Во тенџерето на коцки го кршиме чоколадото за готвење и него го оставаме да се топи на пареа. Со раце земаме од смесата во садот за матење и формираме топчиња со големина на орев. Топчињата ги расплескуваме и од едната страна ги потопуваме во растопеното бело чоколадо. Вака подготвени колачите ги ставаме на хартиени корпи. Тенџерето со растопено чоколадо за готвење го тргаме од оган. Со растопеното чоколадо полниме фишек од хартија. Со фишекот од растопена чоколадо ги украсуваме маргаритките. Маргаритките ги декорираме со зашеќерени цреши. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што излегува на 1 април. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне, со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Путерот, шеќерот во прав и јајцето изматете ги со миксер. Во садот додадете ги издробените бисквити. Од смесата формирајте топчиња со големина на орев. Расплескајте ги и од едната страна потопете ги во растопена бела чоколада. Ставете ги колачите во хартиени корпи. Украсете ги со растопена чоколада. Декорирајте со зашеќерени цреши. Добар апетит! Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња.
Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Гурмани, на 1 април излегува новиот тематски број на списанието Храна и вино Великденска трпеза. Голем избор на предјадења, главни јадења за сечи вкус, надополнети со неизбежното јагнешко и неодоливи десерти. Врвни специјалитети за повесели и посреќни моменти со вашите најблиски во тематскиот број на списанието Храна и вино Великденска трпеза. Излегува на 1 април. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме за предјадење италијанска салата, како главно јадење пиле на марокански начин, за десерт фаворит торта,